Здраво, драги гледачи, и добре дојдовте во новото шоу на The Golden Eagle каналот. Значи, ова шоу се вика интервју со три точки. Сега е сватив поентата. Може би вие не ги знаете личностите, ама ја ги знам. Јас ги знам тие личности. Добро, режија, извини, режија. Инаку, денешен гостин ни е Дарко Соколевски. Рапер, монтажер, режисер, сценарист и да го наречиме артист со еден збор. Така ќе биде многу поубаво. Да. Драги гледачи, Дарко Соколевски е нашиот денешен гостин. Драги гледачи, добре дојдовте назад. Јас сум марсовец од Јупитер. Се гледа по мојата фаца, чекајте, ми недостасува нешто. Јас сум марсовец од Јупитер. И може би личам на вашиот поранешен... Ми панда мој. Не се смеј, публико. Режија, тишина. Јас сум марсовец од Јупитер, вие гледате еден на еден. Ова не, се извинувам, вие го гледате интервју со три точки, со непозната личност која е позната и не знам веќе што зборувам. Сега го поканувам нашиот денешен гостин Дарко Соколевски да дојде овде, да го интервјуирам. Море мајко, како се вработив ја за ваков менаџер? Не си менаџер, маја. Кај ми е, моли? Режија, те слушам. Добро е, ајде, продолжуваме. Добре дојдовте, господине Дарко. Добро ве најдов. Како сте ми? Па, малце изморено, ама супер. Па, може да започнеме со интервјуто. Секако вие дојдовте тука за да ве интервјуирам, а не за да тропам глупости. Господине Дарко, реков можеме да започнеме со интервјуто, така да, секако вие дојдовте да ве интервјуирам, а не да тропам глупости, така да, господине Дарко, можете ли да ми објасните како се роди мислата, желбата за вие да бидете режисер, или монтажер, или филмейкер по нашки да речеме. Види вака. Желбата за филмчиња се јави кога бев 6-то деление. Тогаш прв пат дознав за платформата YouTube и тогаш гледав еден многу познат во тоа време јутјубер, Никса Зизу. Тој снимаше вежби и го гледав, знаете, тоа во тие години бев као сега да вежба, да сам набил да вамо таму. И многу го гледав него. И јас си реков, си снимав така некои клипчиња и си реков зошто и јас не почнам да објавувам на YouTube. И си мислев дека сум првиот јутјубер во Македонија, не ги знаев македонските јутјубери, бев многу мал, така да не знаев дека има воопшто некоја си македонска YouTube сцена. Така да по цели денови учев, најдов една програма Power Director за на телефон, монтирав на телефон, снимав на телефон и се тоа. Добро, ете, кажи ми некои твои почетоци како започнавте. Па како започнав? Едноставно земав телефон и снимав, потоа
ги едитнував видеата, не беше таков или каков што можам сега да направам, но пак некако. Например, треба ли да се има уште од почетокот некоја си, да речеме, опрема од 500-600 евра или пак од 500-600 евра или пак ете, например, за YouTube дали е неопходна таа опрема за тоа? За опрема за снимање. Опрема за снимање обични клипчиња, мада и краткометражни филмчиња не е потребно во денешно време, не се потребни никакви не се неопходни никакви камери од 500-600 евра, мада може да се купи и да се има, ама не се толку неопходни како например за на YouTube. Веќе ако сакате по-професионално да се занимавате со тоа, ако например долгометражни филмчиња и краткометражни филмови, но да бидат со голем квалитет, секако дека и со мобилните телефони има некој си така квалитет, но поарно е да се купи DSLR камера и DSLR камерите никогаш, мислам, телефоните никогаш нема да ги заменат DSLR камерите. Ете, зошто велите дека не би ги замениле? Зошто? Камерата си е камера. Камерите на телефонот се ограничени до една мера, зашто сензорот е многу мал и не може толку многу да прими светлина колку што може една DSLR камера. Добро. Иначе, драги гледачи, мојот глас малце почнува да мењават сказалки, не знам како се викаше тоа, не сум стручен, јас сум само овде вака водител и слушалката уште една ми летна, така да, драги гледачи, сега режијата ми најави, ми рече, море, Марсовец 1, сега имаш джингл, па ќе се вратиме по тој джингл. Добре дојдовте назад. Значи, вие се вративте назад, а јас заминав напред. Да, нема врска. Имаме уште неколку прашања за господин Дарко, така да ќе му ги поставиме, па тој ќе одговори на тие прашања и ќе ја завршиме ова емисија. Ова е нова емисија и ако ви се допадна, однете дисклеймер, субскрайб тука и лайк тука и шер тука и у коментари напишете дали ви се допаѓа оваја. Господине Дарко, ваша омилена работа е режија и филм монтажа, се тоа. Вие се занимавате и со музика. Колку долго се занимавате со музика? Да, се занимавам со музика веќе, да речеме, од прилика 2 години. И 2 години, но не се замарам сега во последно време со музиката. Сакам повеќе да се посветам на филмот и на режијата, да се бидам што повеќе на таа страна. Секако дека се занимавам со музика, можеби ке... не можеби, туку... во моментов спремам албум, веќе од него 2 песни се излезени, така да тоа
сега наскоро ќе излезе и третата песна, така да се надевам дека ќе ви се допаднат песните. Добро, господине, добро. Ете, да се навратиме на филмот. Ете. Некој да стане филмейкер или сценарист, како да му препорачате, како е тоа, како да стане филмейкер или сценарист? Тука нема што да кажам. Не постои едноставно правило по кое треба да следиш за да станеш филмейкер. Ти, ако ја сакаш кинематографијата, ако сакаш многу филмови и ако имаш желба за тоа, братче, терај по тоа и еден ден успехот, верувај во тоа дека еден ден успехот ќе се исплати и дека секоја ронка труд, секоја ронка, да речеме, нервоза што си е поминал додека да си успеал, ќе се исплати на крајот на денот. А, например, дали некогаш ви дошло да се откажите од тоа? Па да, има во глобала, кога си почетник во таа работа, има многу падови, кој, например, YouTube, да речеме, или што и да е, има многу падови, има многу луѓе кои ќе ти викат нема да успееш, тоа не е работа, не знам што. Ама баш кога ќе паднеш, ти треба да станеш и да продолжиш за да успееш и да продолжиш и, како што кажав, трудот ќе ти се исплати. Значи, драги гледачи, ви благодарам што гледавте, му благодарам на господинот Дарко што беше тука. Ви благодарам и јас на поканата. Така да, дојдовме до крајот. Ова беше првата епизода од интервју со 3 точки. Така да се надевам дека ќе ви се допадне. Ако ви се допадне, оставете лайк, шер и субскрайб. Оставете се што можете да оставите. И се гледаме следниот пат. И